Здраво, здраво. Денеска повторно еве се гледаме на следниот тренинг што го имаме денеска. Секој тренинг сме пазеле да можеме да ги опфаќаме повеќе мускулни групи за да можеме правилно да се развиеме. Денеска ќе работиме за рацете и за рамото. Овие вежби ќе бидат комбинирани и со ластик, и со тежината на нашето тело и скроз лесна вежби. Како за почеток само ќе ги заоскружиме малце рамењата. Ајде. Обратно. Малце идеме странично. Дишеме длабоко, дишењето во вежбите е многу битно кога ги правиме. Тоа дури и не дава да има гршеви и вежбата се прави полесно и поквалитетно. Малце ќе ги вежбаме и зглобовите на раката, рацете конечно. Идеме малце лактите, обратно. Да напомнам, загревањето е многу битно и секогаш да се прават 3 пати една вежба да се повторува, најмалу 10 пати, бидејќи од тука после све повредите се доаѓаат натаму. Ако ги правиме овие нема да имаме повреди. Денеска со ластик ќе работиме, ги решириме рацете, идеме странично. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Фактички ова вежба треба да се повтори 3 пати. За некој што им овој ластик е појак, има и по тенки ластици кај што може. Сега едната рака ќе ја држиме право, само со едната ќе влечеме. Браво, одмараме малце и идеме со следната рака, со другата рака. Исто така, десната е статично, со левата влечеме, како што беше. Одмараме малце, слободно може да се движиме, да се релаксираме, да се истегнеме секогаш, да се истресиме и вежбите. Идеме сега со следната вежба. Се спуштаме долу и на колено за почок и стоиме со прсти и се трудиме колку толку да се дигнеме на прсти. Да ги појачаме малце рацете. После се спуштаме долу, правиме малце склекчиња. 1, 2, 3, 4, 5, одмараме малце. Секој склек ќе си почне пошироко, потесно, најтесно. Според секој атлетичар, секој спортист, докаде му се можностите и едно да направи доволно. Сега одиме со потесни раце. Одмараме. Се спуштаме малце. Ова е најтешка, но многу ретко го прават, но тие што можат, не е лошо да го направат со споени раце. Хајде го пробај. И помалу да се спуштиме. Исто така и ова се повторува 3 пати по 10 ако може. Ако не може еднаш, 2 пати, 3 пати, колку што можеме, многу е битно. Стануваме, бидејќи овие вежби потешки кога се прават, секогаш треба малку повеќе одмор. Една до друга вежба. Се релаксираме малце. И можеме полека да работиме со партнер. Бајаче што ластики. Држи го ластикот. Стои, ја влечам сега. Сега ја ќе одморам, сега агрон ќе влечам. Одмараме малце.
И сега ќе идеме со една рака. Фати само со десната, ајде, влечи. Пет. Одмориме сега, па сега ја идам. Сега си ја менјаваме раката, одиме со другата рака. Сега Агрон е прв. Сега јас сум наред. Ајде. Многу е битно телото да биде исправено и раката правилно да влечи, да не биде искривена. Шле? Фактички секогаш овие вежби ќе бидат повторени, бидејќи можеби досаден станав, но многу е битно кај децава да се спомне што повеќе, бидејќи повторувањето е многу битно. Децава се похиперактивни и ги забораваат. Бидејќи тогаш се добива на кондиција. Сега се отпуштаме малце. И сега одиме како да правиме склекчење, ама лесно. Исправено тело. Три пати по 10. Одмараме, ги шириме рацете. Стоиме право. И сега се кренуваме нагоре. Може и на прсти да се кренеме малце. Одмараме малце. Има време. Се опуштаме малце. Може слободно една минута да одмориме. Да се движиме, ако има потреба некој да излезе малце, да земе малце воздух надвор и се враќа внатре и продолжува со вежбите. Сега следната вежба е стоиме поисправени со рацете назад и бидејќи работиме денеска многу за рамо и пливаме. Пливањето може да си трае до 30 секунди повторувањето. Се одмараме, па повторно пак се повторуваме 30 повторно пак, но може како следна вежба се спуштаме малку назад и треба да пливаме и грбно. Значи и ова се повторува до 30 секунди. За тие што се попочетници нормално може и пополека, по 5 повторувања, 10, колку што може. Се релаксираме малце. И за крај може со партнерот, дојди Агрон навамо, дај раката. Можеме и да ги борнеме рацете малце. По не значи да се повредиме. Ајде, стегни, статично стегнување. Ова дава многу сила на рамото. Оп, одмори. Хајде идеме со другата. Агрон со левата е многу јак. Јас многу слаб сум со левата. Се опуштаме, може пак да ја повториме. Ова вежба треба да биде многу контролирана, да не се повредиме. Не е цел тако ќе го обори раката, но да се има стегнување. Хајде уште еднаш, Агрон. Штрнгуј мир. Опа, хајде со другата. Браво. Многу битни се овие вежби, бидејќи се за домашни услови. Кога работиме на отворено, може и по динамично. Мислам дека за денеска овие вежби се многу добри. Се надевам дека ќе ги направите што повеќе и во следните тренинзи ќе се видиме повторно.